Копање. Меѓу мојот показалец и палец незграпно пенкало стои лефтерно како пиштол. Под мојот прозорец чист остар звук, тоа лизгарот во песокливата земја се вкопува. Татко ми копа. Гледам долу, додека обтегнатиот задник ниско се спушта меѓу цветните алеи. Ми се јавува од пред 20 години, наведнувајќи се во ритам преку браздите за компир, што некогаш ги копал. Таа груба чизма вгнездена на увото од лизгарот, рачката од внатрешната страна на колената цврсто дигната. Ке искорнеше ластунка, светлата острица ќе ја закопаше длабоко, па ќе ги истуреше младите компири, а ние ги собиравме и ја сакавме нивната студена цврстина во рацете. Стариот бога ми умееше да работи со лизгар, баш како и стариот негов. Дедо ми вадеше повеќе тресе дневно од кој да е во тонеровата млака. Еднаш му однесов шише млеко, лабаво затнато со хартија. Го дигна шишето, се напи, па веднаш се вдаде да сечи и да реди вешто. Купот од базија му беше над рамената и се подлабоко навлегуваше по добар трешет, копајки. Свежиот мирис на компировото поле, шлапкањето и плесокот на глибавиот трешет, кусото за секување на острицата во живи корења, сето тоа се разбуди во мојата глава. Но јас немам лизгар за да се угледам на луѓе какви што беа тие. Меѓу мојот показалец и палец незграпно пенкало стои. Јас копам со него.